Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно отворено студио на телевизија Нова, посветено на изборите кои ги очекуваме за 10 дена на 11 декември. Денеска тема ни е политичкиот и уставниот систем на држава, дали се потребни некакви реформи и промени во него, особено позачестените барања што доаѓаат од пред се од албанските партии, но и од дел од партиите од македонскиот блок. Нема да губам многу време во општата најава, имавте прилика да ја слушнете и во рамки на вестите во 20 часот. Веднаш да ги представам моите вечерашни гости. Добро вечер за Зоран Илиевски, кандидат за пратеник од ВМРО ДПМН. Добро вечер, добре дојдовте, благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер, фала ви на поканата и поздрав до вашите гледачи. И Димитар Апасиев, носител на изборната единица 1 од Левица и член на Левица, доктор, професор, благодарам што сте дел од оваа програма. Ви благодарам на поканата. Веднаш ќе почнеме со едно од прашањата кое се наметна како едно од најактуелните во овие 10 дена кампања, а тоа е државното уредување на земја. 25 години одбележавме пред неколку недели од донесувањето на нашиот прв устав, 15 години од рамковниот договор, но се уште ова прашање е актуелно, особено го актуализираат делот, односно сите партии на албанците во земја. Мендух Тачи вика дека е време за нов договор, Зијадин Села барат во национална држава, Беса вика треба да се редефинира државата, Дуја поставува двојзичноста како еден од условите за влегување во влада. Можни промени на уставот најави лидерот на СДСМ Зоран Заев за воведување на така наречен граѓански концепт на државата и најави можност за унапредување на употребата на албанскиот јазик и во места во кои албанците не се 20%. Сега во дел од кампањата негова слушам дека ретерира од дел од ставовите. За жал, еве да потсетам и јавноста и адхок телото и гледачите дека поканети беа и од СДСМ да учествуваат во оваа дебата, но не се одзваа на поканата. Почнуваме со ова. Господин Илиевски, како гледате на овие ставови во кампањата и кој е вашиот став? Прво една мала корекција, јас сум Илиевски, не сум Илиевски. Без В? Да, без В, по потекло од Прилеп, ако сум инаку битолченец. Кои се нашите ставови? Значи, јас прво би сакали уште една корекција да направиме. Значи, лидерот на Социјалдемократскиот сојуз јасно и гласно кажа за што е. Јасно и гласно исто така пропагира двојазичноста во како некоја си насока во кој што треба се движи државата, и тоа е снимка снимена каде што тој ги изговара тие зборови пред емиграцијата пред албанската емиграција во Швајцарија, така да неговото ретерирање можда имаше изјава и во Прилеп за медиумите, имаше и во едно интервју, значи јасно кажа, но сепак сега ретерира, вели дека нема да има промени на уставот. Видите, ние како партија стоиме цврсто на позициите дека Македонија пред се треба да биде унитарна држава. Таа е самостојна и независна, суверена држава, меѓутоа само преку унитарноста може да оди напред и да допринесе за подобар живот на сопствените граѓани. Секое друго редефинирање на таа ситуација ќе предизвика нестабилност на државата, ќе предизвика несигурност кај граѓаните и ќе предизвика непотребно губење време и енергија за нешто кој што нема да даде резултат. Сепак во уставот е запишана унитарноста на државата и ние како партија цврсто стоиме на тие позиции и немаме намера да отстапиме од тие позиции. Значи сметаме дека тоа е темел на една држава и ако темелот пробаме да го поместиме, тогаш сите ние ќе имаме проблеми. Апасиев, каков е ставот на Левица во однос на највисокиот државен акт? Така. Најпрво благодарност до вашата редакција што во сите 10 емисии имате покането представници од Левица, за разлика од другите национални телевизии кои што не шиканираат по секој основ, затоа што Левица е партија која градиме партизански и немаме пари за реклами и за вакви скапи кампањи како големите партии. Левица не е мала партија, туку е партија во зачеток и во подем. Во поглед на прашањето за кое што сме викнати, сметаме дека Левица нема претензии да се фати на орото на етнонационализмот, кој што го пропагираат и владеачките партии, особено ДУИ и ДПМН. Тие секогаш се фаќаат за етнонационализмот кога треба да ги дефокусираат реалните проблеми на граѓаните. Имено од правен аспект уставот треба да се чепка со рака која трепери. Имено ние во сегашниве прилики го имаме најстариот устав, ако гледаме историски, значи уставот на НРМ од после војната, потоа уставот од 63-та, па уставот од 74-та, никој немал толкава историја од 25 години. Овој нашиот устав, сегашниот,
е искасапен со 32 амандмани, значи тој е тежок за снаоѓање како правно четиво, и од тука можеби и од друга страна имате професори кои што не беа професори по уставно право, а го пишуваа уставот и затоа подоцна му се налепи онаа флоскула дека е со фабричка грешка. Па дојдоа амандманите од 2001 и сето тоа создаде еден тежок текст за читање, што од друга страна го отвара прашањето дека е дојдено можеби историското време да се промени уставот, но никако во насока на менување на унитарниот концепт на државата. Исто така јас не сум го чул и не планирам да му бидам адвокат на лидерот на опозицијата Заев, меѓутоа мислам дека тоа е пренагласена новинарска патка која што сега му се става, ВМРО му ја ставаат за да добијат политички поени. Имено треба нов устав, но во насока на стручно прецизирање на текстот. На пример, треба уставен статус да добие државниот ревизор, кој што досега го нема. Треба да се воведе уставна тужба како нов инструмент кој ќе ги штити правата заштитени во Европска конвенција. Значи, треба нов устав, но не во насока на етнонационалистичките барања на било кој албански или македонски политички партии. Пасиев, ти си доктор по право, ќе го искористам твоето присуство и за такво едно толкување. Лидерот на СДСМ јасно кажа дека доколку имаат можност, прилика, доволно број на пратеници, дека би вовеле некаков граѓански концепт на држава. Дали ова што го имаме сега, овој устав, не е граѓански? Знаеме дека беше донесен после 2001, гарантори на овој актуелен устав кој произлезе по рамковниот договор е меѓународната заедница и Соединетите американски држави, Европската унија, и практично треба согласно со сите кои учествуваа во тоа договарање за повторно отварање и промена на уставот. Каков е сегашниот устав и што е тоа за што се залага Заев како граѓански концепт? Па не можам да зборам јас од име на Заев, не ме ни интересира за што се залага. Ние имаме наша програма во која што левица, бидејќи ние сме опозицијска партија, но не сме во нивната коалиција, јас не можам да зборувам од негово име. Да, како граѓански концепт на уставот беше граѓански до моментот на 2001. После што со Бадентерово мнозинство и така натаму уставот стана мешан и етнички права, колективни права и така натаму, и тој доаѓа до судир на две концепции, и затоа можеби е добро да се воведе граѓански устав, затоа што имате случаи во историјата, на пример Византија која 10 века функционирала како граѓанска. Албанците се плашат дека има таков устав и не доведе до конфликтот од 2001. Албанците се плашат дека на таков начин повторно може да бидат тероризирани. Да имавме колеги албанци, можевме да спориме со нив за што се плашат. Меѓутоа мислам дека унитарниот концепт на Македонија не е голема држава за да може да се федерализира, и унитарниот концепт е единствениот концепт кој треба да се задржи. Да искоментирам во врска со промената на уставот, че само би сакал да подсетам дека пред колку има може година дена ова парламентарното или до вчерашното парламентарно мнозинство во Собранието на Република Македонија покрај иницијатива за промена на некои делови во уставот. Да, меѓу нив беше и ревизорот, ако не се лажам. Меѓу нив беше и идејата и тоа што кажа колегата, значи за состојбата, тоест позицијата на државниот ревизор. Имаше промена во насока на Народната банка, дефинирање на незината ситуација и положба. Така да имаше неколку работи кои што ние како мнозинство во тој момент сметавме дека можат да се променат, и на еден начин не само да се променат, туку и да му се даде поголема тежина на одредени ситуации во нашето општество. И тоа за жал не наидовме на разбирање од опозицијата, и тоа не успеавме да го направиме, бидејќи нормално треба двотретинска мнозинство за промена на уставот. Така да постои стално можност за нешто да се промени, меѓутоа пак ќе потенцирам, унитарност на државата воопшто не треба да се чепка, и од тој дел воопшто не треба нити да се разговара. Има ли основ од стравот дека може Македонија да се федерализира? Целиот муабет потекна од изјавата дека треба да биде Македонија двојазична, потоа тоа да се кантонизира на некаков начин, па да се федерализира. За жал не беше тоа само изјава. Значи тоа е неколку пати веќе во континуитет изјави во насока на баш делење на државата. Значи прво излезе со опцијата дека двојазичноста, и то со објаснување некое дете кај што ќе учи музичко во Куманово, дали не можело да учи на албански и така натаму. После премина на кантонизација, и после премина дури и дефинирање на кантоните. А ние многу добро знаеме дека кантоните во Швајцарија имаат право на самоопределување и на отцепување. Значи очигледна е идејата.
со оведување на двојазичноста, со оведување на кантонизацијата во Република Македонија, да тие кантони утре други ден можат, ако сакаат, да имаат право да се одделат, тоест оваа наша мала држава Македонија, да направиме збир на малецки државички кои што утре други ден можда и ќе се припаат кон некои други соседни наши држави. Така да не е наивна работата, не е наивна изјавата која што ја даде лидерот на опозицијата и сметам дека со изборите на 11 декември тие намери негови ќе бидат спречени од народот на Република Македонија, кој што масовно ќе гласа и ќе каже не на тие такви намери. Расиев, би се загрозила унитарноста на државата доколку се воведи некаква кантонизација или двојазичност на целата територија? Искрено мислам дека не треба да се впуштаме во вакви дебати, намерно ме навлекувате на тоа, јас одбивам да се впуштам, затоа што оваа тема е измислена од ДПМН за да го одвлече вниманието од реалните проблеми. Дали би сакал да бидеме коректни, значи мојата партија е ВМРО ДПМН. Вашата партија е ВМРО ДПМН до 11 декември, после тоа Левица во програмата има предвидено законска забрана за употреба на името ВМРО, затоа што вие го злоупотребувате името ВМРО, а не го употребувате. Значи ВМРО од национален интерес за сите македонци и не треба да имате ексклузивно право вие да го користите. Тогаш би ве замолил барем додека вие не дојдете на власт, значи до 11 декември. Називот на мојата партија е ВМРО ДПМН. Да, политички коректно да се користат имињата на така и ДПМН е дел од вашиот наслов. Да не испаѓа да ние користиме други називи кои што дозволете да се доискажам бидејќи јас не ви упаѓам во збор. Може така? Да, меѓутоа, значи, вашите уставни реформи Добро, вашите уставни реформи кои што се обидовте да ги наметнете пред година и пол, не знам кога беше, не успеа затоа што како и се останато вие спроведовте политика на силеџество, а не политика на политички диалог. Имено ние се одвикнавме од вакви дебати, гледате комуњарите не доаѓаат кај прорежимските, вие ВМРО-идите не одите кај независните и ние немаме култура на дебата. Значи ние левица доаѓаме секаде и усител да не викнат, ние ќе дебатираме против 1, против 2, против 5 души, против колку сакат. Сега, вие ја користите националната карта секогаш кога сте доведени во ќош, како сега со бомбите на пример. Тоа е еклатантен пример. Ова тема отвори Заев, значи не ми е галеме на кој отвори темата, јас отвори албанските партии. Да, двојазичност, господине, постои од 2001 година во државата, од рамковниот договор, од амандманот 8. Не постои на цела територија, така? Добро, во ред. Хашките случаи кој ги амнестираше? Вие ги амнестиравте? Случаите Вејце, Карбалак, нели сте вие забранителите за ова? Кој ги? Заев ги амнестираше? Јас би сакал да се држиме на темите кои што се додека се мразиме македонците и албанците, ни ги празнат џебовите. Вие тоа го правите и за тоа ние не одбиваме да се впуштиме во ваков диалог. Значи ова да нема диалог, ова е новинарска патка за одвлекување на проблемите кои се реални. И вашата програма е реална. Така, реално ние имаме минимална плата најниска од цел свет, од цел Западен Балкан. Реално имаме највисоки класни разлики во Европа, од Ирска до Казахстан. Джини индексот ни е 47, да ви споредам колку е тоа. Тоа е као да имате температура 47. Можете да преживеете со таа температура. Значи, реално имаме најлош здравствен систем во Европа. Реално имаме највисока стапка на сиромаштво. Ајде да зборуваме за некои отворени за националисти, за значи останете поминаа времето на плашење на такви бабароги, сега ќе не плашат македонците со албанци. Ние сме надетничка партија. Ние во највисокото раководство имаме албанци, турци, срби и така натаму. Значи, дури на една наша кандидат за пратеник е било невозможно да збори на албанскиот и рекле, вие не сте етнички чиста партија. Какви се тие концепти на етнички чисти партии у 21 век? Значи, ние сме здружени на база на левичарска идеологија. Вие сте десничари, здружете се на база на десничарска идеологија. Не продавајте мантри за мразење на луѓето меѓу себе. Доста е пизма у овие години. Значи, вие на почеток го рековте дека не намеравате да му видите адвокат на господинот Заев. Нит намеравам, очигледно во тоа веќе се претворивте. Значи, правевме мове да се претворивме, ќе бевме во коалиција со Заев. За вас лично ви зборувам. Значи, цел македонски народ виде Заев што зборуваше од неговата уста што кажуваше. Ние не му ги дадовме тие зборови, ние не ги кажавме тие зборови. Ние не рековме дека ќе пропагира Заев двојазичност. Самиот Заев кажуваше дека двојазичност треба да има во цела Македонија. Самиот Заев кажуваше пред албанската миграција дека треба да има кантонизација во државата. Да, тука Заев зборете со него. Самиот Заев, не, вие го браните, не го бранам само да кажам. Самиот Заев кажа дека треба рамковниот договор да се надмини, дека е застарен.
Значи јас Добро, зборете не со него, кажувам не знам дали што- левица што има ви или нема од сите националности. Левица си е партија која што треба да се функционира и ние како ВМРО да не ве почитуваме како партија. Ето немојте да му бидете адвокат на господинот. Не сум му, вие ми импутирате. Очигледно до сега бевте. Да го завршиме А за овој дел. хашките случаи ќе Да го кажете завршиме овој како дел. се договараме по Хашките телефон. случаи беа амнестирани уште Тие што 2004 цртаат со ножеви Тоа беше дел од на раковниот грбовите на договор. Мавровски. Вие како сега- патриота вака не ви беше шубе да гласате за амнестија или не бевте тогаш пратени? За автентично Конкретно, толкување. јас лично Или од не штаб бев. како ќе ви кажат, така ќе гласат. Значи ќе вемо, ако сака да бидем коректни, Да, да, Па баш да бидеме Да, коректни, да, значи да. не ја користите националистичката карта и сами јас- си пукате у нога Јас со тоа. воопшто вас не ве нападнав, дали некој Па вас сега, ви добро, кажува, дебата е ова. дали ви не е дебата, ова е веќе врегање. Дали некој мене ми кажал од штаб како ќе гласам или нема да гласам, така? Значи тоа е веќе навреда. Да, ве молам да задржиме нивото на дебатата, да разговараме со аргументи. Сакам да го расчистиме ова прашање околу употребата на јазиците. Предлагам од режија да го пуштате, ја го подготвив телопот, станува збор за амандманот 5, што е донесен по ранковниот договор од 2001 година и со кој се регулира употребата на јазиците, така е регулирано, јазиците кои ги говорат 20% од граѓаните во државата, најмалку 20% од граѓаните. Во став 4 од овој амандман вика кој било граѓанин кој живее во единиците на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик, различен од македонскиот, во комуникацијата со подрачните единици на министерствата може да употреби кој било од службените јазици неговото писмо. Малку подолу вика во единиците на локалната самоуправа јазикот и писмото што го користат најмалку 20% од граѓаните е службен јазик покрај македонскиот и неговото кирилско писмо. Значи барем од ова што е наведено во амандманот 5 кој стана дел од уставот по измените од 2001 година, е јасно дека албанскиот јазик може да се користи во средините во кои албанците се барем 20%. Како Што службен не јазик. значи дека може да се употребува на пример во Прилеп, Струмица, како што говореше господинот Заев. Дали има нешто овде нејасно во овој амандман и со оглед на тоа што и албанските партии, особено ДУИ, цело време зборува дека и покрај тоа што е донесен овој устав, донесен беше и закон за јазиците врз основа на овој амандман, и понатаму тврдат дека ова прашање не е решено и дека треба и понатаму да се унапредува. Дали нешто во поглед на ова прашање е останато отворено или, како што вика Пасиев, ова прашање само се употребува во политички цели? Јас можам само да искоментирам дека постерамковниот договор, употребата на јазиците е јасно дефинирана и во Законот за јазици и во Уставот и не гледам тука дека треба нешто посебно да се дискутира и посебно да се разговара на оваа тема. Јасно и гласно е кажано, во оние средини и општини каде што 20% живеат луѓе од други националности, дека и нивниот јазик е службен јазик во делот на таа И за општина. комуникацијата со државните институции и за со локалната самоуправа. Нормално. Така да се си е тука јасно и чисто. Пасиев? Ова прашање треба да оставиме ад акта, доста време изгубивме 20 минути на него, да Добро. преминеме на политички систем. Дали може да право, преминеме за едно прашање за кое вие се залагате видо во вашата програма? Велите дека се залагате за уставно гарантирање дека граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата и по основ на сексуална определба и дека ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско и по основ на сексуална определба. Значи вие се залагате за промена на уставот со цел да се легализираат хомосексуалните бракови? Не, ова е импутирање. Значи ние се залагаме да не се дискриминираат лицата од ЛГБТ заедницата. Ние сме една од 5 партии кои што во предизборната кампања експлицитно има предвидено дека за ЛГБТ заедницата не треба да има понатамошна дискриминација. Законот за заштита Какви слобода и права говорите? Право и правото на брак и Да, ако ми дозволите правото ќе на се наследство. дискажам. Значи законот за спречување и заштита од дискриминација во тие основи за дискриминација не ја предвидува сексуалната ориентација експлицитно под влијание на некакви си демохристијански конзервативни сваќања. Ние се залагаме дека во тој закон треба да се воведе сексуалната ориентација како основ за дискриминација, за да луѓето можат и по тој основ да се заштитуваат. На пример, во законот за работни односи ја имате сексуалната дискриминација изричито наведена како основ за дискриминација. Зошто тоа не би било случај во лекс генералис, односно во општиот закон за заштита од дискриминација. Значи, тоа се нашите ставови. Што е спорно сега со сегашниот устав, на кој начин се дискриминирани? Нема тоа луѓето по сексуална ориентација? никаква врска со уставот, со чепкање во уставот. Па не така викат уставно гарантирање. Тоа е од вашата програма. Точно ако сакате ќе го најдам. Значи во основите каде што се дадени, значи филозофијата на тоа е дека во основите
не знам, дискриминација по основ на рас, пол, верска, национална, треба да влезе и сексуална ориентација, сексуална припадност на сексуална групација, ЛГБТ заедницата да не биде дискриминирана. А каков е вашиот став за хомосексуалните бракови, со оглед на тоа што ВМРО ДПМН во тие уставни измени кои ги спомена Илиевски, предлагаше бракот да се дефинира исклучиво како заедница меѓу маж и жена. Да, тие во Македонија предлагаат едно, на Халкидики прават друго, така што веројатно тоа е шизофрена некоја ситуација, меѓутоа ние се залагаме за дефинирање на граѓанското партнерство како заедница. Тоа значи ако две лица од ист пол живеат со години, вие морате како правник, зборувам сега, имотните односи меѓу нив да ги решите. Ме сваќате? Не зборуваме за брачните односи, за интимни односи и така натаму. Зборуваме за имотните односи. За тоа што ќе го стекнат кола, стан, куќа, викендица, ме сваќате. И тоа е граѓанско партнерство. Тоа не е брак. Тоа не е брак. Не може да биде под брачните услови и закони. Значи ако тие живеат во заедницата, ќе си решат нивните имотни односи. Сега во моментов не може да ги решат затоа што ниту вонбрачната заедница не признава. Како не? Прво ние немаме вонбрачна заедница во државата, така? Како немаме? Значи ние имаме брак меѓу маж и жена во државата. И вонбрачна заедница. Значи во законот вие сте правник? Не сум правник по струка. Па како не? Што сте по струка? Дипломиран електроинженер сум по струка. Електроинженер? Да. Немате у ВМРО правници да пуштат на дебата? Како може? Вонбрачна заедница постои закон за семејство од која постои светов и век. Кој го пуштаме од ВМРО ДПМН на дебата, тоа ние се одлучуваме. И пак би сакал да ви сугерирам, кога веќе дискутираме на ниво. Значи, меѓутоа стручни се прашањата, баш поради тоа. Стручни или не се вонбрачна заедница, господине, постои во закон за семејство како дефинирана. Ако јас со девојка ми живеам година дена заедно, сум исто така како да сум во брак. Ме сваќате? Вонбрачна заедница. Со девојката. Да. Меѓутоа ако живееш случајно со дечкото, тоа не си во брак. Така. Па за тоа викаме дека треба да има граѓанско партнерство за имотни односи помеѓу такви заедници. Од тие причини, ако веќе одиме на дефинирање на имотни односи така натаму, тогаш ние на мала врата го внесуваме заедницата помеѓу два исти пола како брачна заедница. Од тие причини ние како Демохристијанска партија се залагавме во уставот уште повеќе да се дефинира таа работа, дека бракот е заедница помеѓу еден маж и една жена. Па и сега е така. И што топла вода измисливте? И сега е така. Земете го закон за семејство, исто тоа што го зборувате е така. Не е исто. Како не е исто? Така не е исто. Тоа е едно, второ, ако е исто, тогаш зошто и опозицијата не го поддржа тие измени? Како? Зошто и опозицијата во собранието не ги поддржа тие измени, ако е веќе исто, ако е веќе дефинирано? Прашајте опозицијата, не сме се подигнуваше на едно повисоко ниво од закон. Идејата е да се вметни во устав и тоа да биде многу потцврсто дефинирано во општеството. Бидејќи како Демохристијанска партија се залагаме за семејни вредности. Во тие уставни измени што ги предлагавте, вие имавте регулација на вонбрачна заедница која ќе биде регистрирана. Што е тоа? Значи, ние имавме какво е тоа регулирање на љубовни односи меѓу луѓето? Љубовта треба да се остави надвор од правна регулација. Кој се сака, кој се мрази, треба да се остави надвор од правна регулација. Тоа е филозофски прашања, ние правиме семејни вредности. Значи, што е разлика помеѓу брак и регистрирана вонбрачна заедница, како што ја предлагавте во уставните измени? Нема разлика. Значи, толку и се добри правниците што ги прават тие текстови. Колку се добри нашите правници, многу се гледа по законите. Многу, законите, ајде да збориме за закони. Катастрофа, правна инфлација имате неуедначени термини, ај за тоа да збориме, за политички и правен систем. Да, ќе зборуваме за многу работи, ви благодарам за сега, почитувани останете со нас, во продолжение да погледнеме дел од нашите обврски кон комитентите, реклами, потоа се враќаме назад со емисија. Назад сме, почитувани гледачи, во студиото на телевизија Нова. Уште една дебата во пресред на изборите. Денеска тема е уставното уредување на државата и политичкиот систем. Дали има потреба од некакви корекции, интервенции во него? Мои гости се Димитар Апасиев од Левица и Зоран Илиевски од ВМРО ДПМН. Апасиев, со тебе ќе продолжиме. Една од вашите главни цели во програмата е социјална држава. Тоа е дел од македонскиот устав, уште во член 1 вика Република Македонија суверена, самостојна, демократска и социјална држава. Што е тоа што сега и фали на социјалната држава и не е регулирано, а треба дополнително да се направи?
Тоа е една добра одредба во нашиот устав. Јас се плашам дека при наредна евентуална промена на уставот под влијание на оваа неолибералистичка логика која доминира и кај ДПМН и кај СДС, дека тоа ќе се избрише. Значи социјалната држава како концепт ние мораме да го зачуваме. Социјалната правда е темелот на секое здраво општество и ние во нашата програма се залагаме за промена на досегашниот систем на социјална помош и замена, односно воведување на минимален достоинствен гарантиран приход, кој што ќе зависи од бројот на членови во семејството. Тоа го ветуваат сите, го има и ВМРО да помене во програмата, го има и СДС. Го нема како концепт. Значи, сегашниот концепт на социјална помош се покажува дека е неуспешен. Тој не ги вади луѓето од сиромаштво, туку ги држи во магепсаниот круг. Што може државата освен да им помогне парично со некои средства минимални со оглед на колку државата може многу, може многу. Државата може многу на социјалното поле државата може многу да придонесе. Значи баш тоа е филозофијата на социјалниот систем, да биде safe network, значи да биде мрежа кога вие би се осмелиле да одите, на пример, имате јажи и доле имате провалие, кога би се осмелиле да одите, кога немате мрежа или кога имате мрежа. Значи логиката на социјалниот систем е да биде мрежа во која што ако било кој, било кога во животот западне во оскудација, во смисла ве избркаат од работа, немате, да имате разумен период во кој што државата би ве згрижила за да продолжите со нормално живење. Сега во моментов ние тоа го немаме. Пасиев, пола од буџетот, да не претерам, ама оди на социјални трансфери. Сега не знам точно детали за ставките кои како се, но многу пари одат за тие работи. Не, многу малку пари одат за луѓе што викаш останали без работа под агенција за работување година две. Ова ви е погрешна теза. Имено ДПМН и СДСМ во текот на Мислам само ВМРО ДПМН, тој зборуваме континуитет како држава. Не, дослушајте ме, значи СДСМ од периодот на транзицијата, ДПМН тоа само го прошири. Воведоа, значи, хируршки прецизни кастрања на работнички и социјални права. Например, испратнините која ќе ви избркаат као технолошки вишок при колективни отпуштања, социјалната помош, значи сето тоа со текот на годините се намалува, а не се зголемува. Така што има драстични интервенции во социјалната сфера. Пасиев, има ли шанса некој што не слуша вечерва да помисли дека се залагате вие за враќање на социјализмот на некаков начин со оглед на тоа дека дел од овие работи не се соодветни со системот во кој живееме. Се обидуваме да го практикуваме како пазарно општество, отворена економија. А што е страшно да сте социјалист? Дел од нашите членови се чувствуваат како социјалисти. Кој дзинго да е социјалист во држава? Значи, неолибералистичката логика се покажа како погубна. Таа ја спроведуваа и владите на СДСМ и владите на ДПМН. Неолиберализмот, да биде појасно за гледачите, е последниот стадиум на капитализмот кој што фундира на две нешта. Тоа е брутална редукција на јавното, вие немате ништо јавно веќе во државата, се е приватизирано, се е концесионирано, за се треба да платите пари за да го користите и така натаму. И второ, зголемување на класните разлики. Тоа значи дека богатите од ден на ден, системот е така добро, перфектно скроен преку тие рамни даноци, значи богатите стануваат се побогати, сиромашните стануваат се посиромашни. Неолиберализмот, ако продолжи со оваа динамика на развој, ние ќе колабираме како држава. Ние мораме да ги вратиме социјалните теми да бидат приоритетни, а не да се занимаваме со федерализација, со наметнати патки новинарски и така натаму. Добро, Илиовски. Јас би потенцирал дека ние живееме во едно пазарно стопанство и дека се трудиме тоа пазарно стопанство што повеќе да го развиваме. И како партија, кој што е веќе 10 години сме на власт, од 2006 година, сега сме 2016, континуирано вложуваме во подобрување на социјалната политика. Сакал да кажам дека во овие 10 години социјалната помош е зголемена близко негде околу 60%, неголи вредноста кој што беше кога ние дојдовме на власт, значи 2006 година. Исто така просечната пензија е зголемена 70%, при тоа што најниската пензија е зголемена за 90%, дека сметаме дека на еден начин тие се ризична категорија на луѓе, да. Дека се ризична категорија, значи не се социјални случаи, меѓутоа сепак се луѓе кои што дале доста голем допринос во развојот на економијата во додека биле млади и на еден начин треба и нив да му се помогне за да можат посигурно да живеат. Со еден збор, обраќаме големо внимание на тој социјален аспект на нашето живење. Меѓутоа би сакал да потенцираме една работа. Најдобра социјална програма која што постои во светот, тоа е отварање на нови работни места.
Од тоа подобра социјална програма нема. И затоа ние се трудиме како партија кој што ја води ова држава да отвориме нови работни места. Од кога 2006 дојдовме на власт до сега, бројот на вработени во Република Македонија е зголемен за 140.000 нови луѓе, тоест близко 160.000 нови луѓе кои што се вработиле. Или поточно, И сега најголемите 70.000. ако кога дојдовме на власт во државата работе околу 560.000 граѓани на Македонија, сега работат 720.000 граѓани на Република Македонија. Во новата програма прогнозираме, тоест проектираме дека ќе отвориме нови 70.000 работни места и дека стапката на невработеност ќе ја спуштиме под 18%. Само за подсетување, пред 10 години стапката на невработеност во Република Македонија беше негде околу 36%. Значи, најдобар начин, најдобра социјална програма во една држава е отварање на нови работни места. И тоа се трудиме да го направиме максимално што може. Секој да си го вади лебото. Може реплика? Да, сега како Значи, ова се приказни за мали деца, што ги кажува мојот соговорник. Имено, социјалната помош ја укинуваат за добиена награда од 100 денари на наградна игра. Пензиските фондови се пред капитулација, тие крахираат. Нови работни места не отварате. Имено, ние сме рекордери во светот, меѓу трите држави, заедно со Грција и Босна, која има најголема стапка на невработеност меѓу млади, над 52%. Ние сме презадолжена држава, над 50% од GDP е веќе јавниот долг. Ние сме испокрадена држава, 3 милијарди до 5 милијарди евра се изнесени на Белизе, на Бермудски, не знам какви острови. Ние сме земја која има најголема загаденост, а вие сте партија која што доаѓа од најсиромашна држава, а е најбогата партија, побогата и од партијата на Меркел. Значи, нови работни места не се отвараат, да се отвараа пензиските системи ќе цвета. Вие ја намалувате невработеноста преку бришење вештачко на луѓето, бидејќи како дел од правниот тим на Ленка и сум куткали закони пред Уставен суд и ми е блиска оваа проблематика, воведувате вештачки поделби на активни баратели, пасивни баратели, за еден ден за доцнување ги бришете луѓето, па не можат 2-3 години да се упишат, им ги укинавте сините картони, па 20.000 луѓе требаше да амнестираме со нашиот правен тим. Странските инвестиции се како концентрациони логори, таму луѓето работат за 10.000 денари под мизерни услови, без синдикати и така натаму, така што жално е ситуацијата во Македонија, воопшто не е реална како што вие така сакате да ја прикажете во вашата програма. Повелете, апсолутно да. Фала. Значи, прво, приказните за крахирање на државата, за крахирање на пензионерските фондови, дека државата кај да е буџетот не ќе може да го наполни, дека ќе банкротираме, дека сме презадолжени повеќе од Грција. Ево ги слушаме веќе 10 години. И за среќа наша, и за среќа на граѓаните на Република Македонија, тоа не се случува. Значи, државата оди напред, државата гради патишта, државата гради училишта, државата го подобрува здравството, државата го ја подобрува социјалната помош и покрај сите тие црни сценарии, црни најави од Социјалдемократскиот сојуз. Најмногу, а гледам дека и вие во овој момент се припутите. Јас сум левица. Кон тие да речам, кон тие најави. Викате нема нови вработувања. Јас сам би повикал, ево дојдете во Битола, ќе посетиме Кромбек и Шубер, ќе видите дека таму леп вадат 2.500 наши граѓани. За колку плата? За 9.000, 10.000 Значи, јас не би... А сметките се 100 евра. И како тие луѓе да преживеат? 100 евра сметки, 4.000 денари да ги прави пазар. Ако има повеќе работа, се држиме за една тема да не скокаме од една на друга. Битна е темава, како се не можеме да премолчиме пред тема. Прво велите дека нема нови вработувања, дека се ефективни. Јас ви кажувам дека има. Ако не верувате, елате, ќе однесам пред фабрика, натре нема да влеземе нормално, ќе видите колку автобуси се. А зошто тогаш фаќавте врски на интерен конкурс синот да си го примите у МВР, наместо Кромберт и Шубер да опратите таму за 10.000 денари да работи? Значи вие правите класична злоупотреба на вашата јавна позиција која имате како пратеник или функционер од редовите на владеачка партија. Очигледно вашата идеја е дека со навреди. Ама какви навреди, факти се ова, какви навреди се? Со навреди дека нешто ќе постигнете. Јас немам намера тука да се бранам дали син ми е вработен или невработен, и тој има право. Нели е во МВР на интерен конкурс за работа? Човекот има 25 години, него ни знам дечко да не е ни бит. Поварајте го, прашајте го.
и ќе молам Нели ви е моите членови вака да вака дискутираат. морално, нели ви е некако Немојте не ве дискутираме. копкали Значи, зашто? правиме муавет Значи, за видите, моралото е рез вработувања. приватна, а правото е республик. Ја ако ви речам вас, вие морално грешите, вие можете мене да ми речете иди шетај бе дечко, ме сваќате. Ама ако ви речам вие правно грешите и злоупотребувате позиција, не можете вака да ми речете иди шетај, ме сваќате. Значи, Вие како јавен функционер имате одговорност. Јас сум доволно културен да не ви речем. Не е тоа прашање на култура, прашање на право и злоупотреба на функција. И не намерам со вас да се надвикувам и да се Воопшто надзборувам. не викам. Гледате да викам. Јас можам со вас да дискутирам за бројки и за факти. Добро, ајде ќе. Почнавте муавет за бришење до евиденција, Да. дека ние фиктивно сме ги вработувале луѓето, кога ви кажав дека во Битола, во Кромберг и Шуберт има 2.500 вработени нови Во луѓе. Дрекселмаер 4 има. Нови луѓе, вие ми викате дека се тие шо фантоми? Во Не се Дрекселмаер, фантоми. се. Сте ги виделе? Јас сум организирал Значи- логистика штрајк во Дрекселмаер, кога беше као активист на Ленка. Сте ги виделе ликовите на тие луѓе? Капка среќа нема во тие луѓе. Дали ме разбирате вие мене што изборам? Претпоставам- 10.000 денара земаат, 6.000 денара плаќаат комунали. Кредити се задолжени. Знаете, лихво банкарите наши колку пари им земаат на луѓето? 320 милиони евра од сите вработени. 80% од вработените се од дужничко робство на банките. Тоа не ви е проблем вас као десничари, као демохристијани, не ве за сега. Значи, очигледно, со вас дебата за една тема тешко е да се води. Добро, ајде кажете за која Значи, тема. почнавме Вие сте дебата. електроинженер, јас сум правник, за тоа може и не се разбирам. За правни теми зборуваме веќе. Не зборуваме за правни теми. Зборуваме за реални теми. зборуваме за социјална држава, да. вработени луѓе во Кромберг и Шуберт. За плата од Зборуваме за 10.000 денара. 4.000 вработени луѓе во Дрекселмаер. Колкава е платата, не би сакал да шпекулирам. Па И тоа е покрај тоа основно што право на знаам, работници. не би сакал да издавам деловни тајни на Кромберг и Шуберт. Што е, ако си именеме за Извинете. прашање? Колку е просечната плата на Кромберг и Шуберт, не би сакал да дискутирам. Да дискутираме за реални бројки и за реални теми. Ајде дискутираме. Ако сакате да вреѓате, ако сакате да скокате од една тема на друга, тоа си е ваше право, јас не мислам тука пред телевизија да паѓам на ваше ниво. Значи, ако сакате да зборите за тоа, на кое ниво? за тоа зборите. На кое ниво да паѓате? За тоа Вие не зборите. сте стручен Друго, за тема ние- што зборите. Јас сум докторирал на тема, на кое ниво да паѓате? На кое ниво да паѓате? На која тема вие сте докторирале? На која сакате ќе зборуваме? На вработувањето на 2500 луѓе. Јас имам Сте 13 докторирале. представки пред Уставен суд, сте кутнато одредби од Закон за вработување и осигурување. Господине, Вие не ја имате знаете 150 проблематикава на која Имате и дебатирате. 150 Вие не ја представки ако знаете сакате. Која проблематика. проблематика? Ево ваа што зборувате. Не ја знаете. Не ја знам колку Добро, луѓе ве се молам работеле од Дрекселмаер. да запреме тука, ова нигде не води. Во моментов ми јавуваате дека имаме директно вклучување во митинзите на ВМРО ДПМН и на СДСМ, како и секоја вечер, да погледнеме неколку минути, па се враќаме назад. Математиката излезе. Зависно колку од производите и услугите ќе се на 18% ДДВ, а колку на 5%, дека секој граѓанин треба да потроши секој месец, цела година, меѓу 2 и 2.5 илјади евра месечно. Колку луѓе овде во Кочани трошат меѓу 2 и 2.5 илјади евра секој месец, цела година? Колку луѓе во Македонија трошат по толку пари? Освен Вицето и брат Музаев. Нема такво нешто. Уште една манипулација која излезе на видео. Си го лажат народот и мислат дека тој не е доволно мудар да погледне, да пресмета, да види дека повторно е предмет на манипулација од овој измамник. Или она дека ќе донеле фабрики, драги пријатели, и немало веќе никој да си селува од Македонија и пустоа и диаспората ќе ја донел назад. Толку многу фабрики ќе се отворат, што ќе нема работници и диаспората од Америка. Каква Америка? Ќе батали све тоа, Австралија и така натаму ќе се врата тука. Добро, ајде да речеме дека може да му се верува. Но како да му се верува? Кога 11,5 години овој човек е на власт во Струмица, тој е градоначалник и властодржец во Струмица. Во 11,5 години една компанија нема донесено во неговата општина, во онаа индустријска зона што таму ја кажа дека ќе се вработеле 6-7 илјади луѓе, еден човек не е вработен. Една фабрика не е донесена. Кого лажи? Кого манипулира? Па како ќе ви донесе на вас во Кочани фабрики и вработувања, кога во неговата Струница нема донесено фабрики и вработувања? Додуша,
морам да бидам искрен, тој допринесе за една фабрика да дојде тука во Кочани, а тоа е компанијата Антура. Кога тие дојдоа во Македонија да бараат вокација, некој им кажал дека е добро да се инвестира во Струмица. Луѓето отишле, се сретнале со него и му рекле сакаме земјиште градежно да изградиме фабрика. Имате ли такво? Како немаме? Имаме. Може ли да го купиме? Може. Рекле, кажете ни кога ќе има лицитација да се пријавиме. Рекол, не се секирајте, ќе има, им јавил. Еве, тој ден ќе има лицитација, јавете се. Се јавиле, го купиле земјиштето. Таман почнале да се подготвуваат за градба на фабрика. Кога гледаат дека земјиштето не е за градба на фабрика, туку на пазар, зелен пазар и катна гаража. Му се јавиле, му рекле, градоначалниче, абе ние градежно земјиште за фабрика не треба. Не сакаме ние зелен пазар тука, ние со друго се занимаваме. Нити гаража сакаме да правиме. Не се секирајте, рекол, ќе почекате едно 6 месеци до 12, ќе ја наредиме работата, ќе ги менуваме ја поновите понатаму. Како? Значи ти си ни продал свесно на нас земјиште што е за катна гаража и за пазар, а ние ти доаѓаме да ти вработиме над 300 луѓе. Ама знаете вака, онака, благодариме, си дојдоа во Кочани, кај Радко, завршена работа за 5 минути, им се најде вокација, си ја купија, си изградија фабрика, над 200 луѓе се веќе вработени, ќе расте бројот на вработувања. Во еден таков контекст, да, помогна Заев да дојде една фабрика во Кочани. Нормално, најголемата помош беше и од градоначалникот на Кочани, кој што ги пречека и ги удостои со се што треба, многу различно од Зоран Заев, и од кого и денеска се многу задоволни. Но поентата ми е, драги пријатели, дека човекот во неговата општина не знае да донесе инвестиција, а камоли да им носи инвестиции на другите. Повторно манипулирање, повторно лажење. Затоа, драги пријатели, велам, овој пат ќе ја добијат казната како никогаш до сега. Овој пат ќе изгубат и заради тоа, и заради сето она што ВМРО досега го правеше, го градеше, го создаваше, како што беше инвестирани над 1 милиарда евра во земјоделието, во субвенции, или давање 50-50 за купување на трактори и на земјоделска механизација, или спуштање на ДДВ од 18 на 5% за еден куп работи, тргнувајќи од земјоделска механизација, земјоделски работи, други, понатаму суровото масло, сточната храна и така натаму. И затоа што ВМРО ја намали рекордната невработеност што не остави СДС од 38,7 на 24 со отворање на 160.000 нови работни места во Македонија. До нашето доаѓање на власт во Македонија невработеноста постојано се зголемуваше. По доаѓањето на ВМРО почна да се намалува. 2 милиарди и 600 милиони евра се инвестира во Македонија. Понатаму извозот порасна над 4 милиарди, колку што беше преходно и извоз и увоз заедно. Се изградија далеководи од 250, се изградија или реконструира далеководи од 250 километри во вредност од 50 милиони евра. Просечната нето плата во Македонија во овој период кога е ВМРО на власт порасна на речиси 20.000 денари, што е за 67% повеќе од времето на СДСМ во 2006-та. Пораснаа пензиите на пензионерите за 70%, просечните пензии и за 90% најниските пензии. Пораснаа и платите во јавниот сектор, пораснаа, односно се воведоа субвенции, бидејќи преходно скоро да ги немаше за земјоделците. Понатаму се инвестираше и во давање други можности на пензионерите, како бањско-климатска рекреација, туристички викенд за пензионерите. Добро вечер, граѓани на Берово. Добро вечер, добри домакини, кои со своето присуство овде на студот ги топлите нашите срца. Никој и ништо не може повеќе да ја спречи нашата заедничка желба за живот, која што извира од секој дел на Македонија, а ја гледаме вечерва и овде на овој препон плоштад, на овој студ, заедно желни за живот во Македонија.
Доаѓам од Пехчево, бев и во Крушево и Прилеп, и во Кичево, Демир Хисар, и во Кавадарци, и во Гостивар, и во Тетово, и во Македонска Каменица, и во Делчево, цели месеци, цели денови поминав со вас, граѓаните, додека ги пишувавме проблемите и мерките за нивно решавање и ви носам добра вест. Има одлучност, има надеж и има посветеност на секаде низ Македонија. Да си помогнеме себе си, да им помогнеме на нашите деца, да им помогнеме на Република Македонија. И еве не токму вечерва на пола сме од кампањата. Заврши прво полувреме. Имам огромна чест од овде, од Малишевијата да објавам. Подготви се, Македонијо, повторно слободно да дишеш. Да, назад сме во студиото на телевизија Нова. Тоа беа дел од обраќањата вечерва од лидерите на ВМРО-ДПМН и СДСМ на нивните митинзи. Мои гости се Зоран Илиевски од ВМРО-ДПМН и Димитар Пасиев од Левица. Разговараме околу државното уредување и политичкиот систем. Следна тема е изборниот систем. Левица се залага за воведување на отворени листи. ВМРО-ДПМН од друга страна е за мнозински систем. Целосно да се промени овој пропорционален што ги имаме сега, да се вратиме на почетоците во 90-тите години како мнозински систем. Господин Илиевски, зошто сте за овој систем? Доколку дојде ред да се менува, нормално. Ако дојде да се менува нешто, ако веќе правиме мовет за промена на изборниот модел кој што ги имаме и начинот како ги избираме претениците, ние како партија се залагаме за мнозински систем. Бидејќи сметаме дека на тој начин најповеќе... Извинете, за гледачите да подсетиме дека тоа е непосредно гласање за кандидат за пратеник. Да, човек. значи тоа е гласање, за човек кој што нормално ќе биде предложен од некоја политичка партија или евентуално ако сака и сам независно да се предложи. За помладите, постарите сигурно паметат. Да, постарите сигурно паметат, со тоа што на еден начин граѓаните имат можност да одберат личноста за кој што ќе гласаат. Нормално при тоа имајќи го предвид дали таа личност е поддржана од некоја партија или си настапува независно. Сметаме дека на тој начин директно ќе се отслика волјата на граѓаните, бидејќи согласањето за личност и таа личност, условно речено, обврските спрема тие граѓаните ќе бидат многу поголема одговорност ќе имат спрема тие граѓани и сметаме дека на тој начин и самиот состав на собранието ќе го даде сликата на желбата на граѓаните. Така да ако веќе се размислува на промена на избирачки модел, ние како партија се залагаме за тој систем. Пасиев, ова е основата на демократијата и таму каде што е измислена во Англија до ден денешен на ваков начин се гласа. Зошто е во Македонија проблем да имаме мнозински систем? Јас мислам дека овој систем кој сега го имаме со 6 изборни единици е така добро скроен помеѓу големите партии бидејќи им одговара нив. Имено и СДСМ, и ДПМН, и ДУ, и ДПА нема да прифатат една изборна единица, затоа што во тој случај тие губат пратеници. ВМРО предлага 120 изборни единици, во секоја да се избира по еден пратеник. Не, ние предлагаме една изборна единица со отворени листи, каде што лицата ќе можат да се бираат и внатре во самата кандидатска листа. Имено Македонија е мала држава и една изборна единица е доволно да ги задоволи демократските капацитети на државата. Од друга страна, ние предлагаме радикална демократизација на целиот овој процес, имено воведување на принципот на директна, односно непосредна демократија, бидејќи во текот на годините законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните цело време беше се построги и построги услови како за граѓански листи, така за основање политички партии, така за референдум, така за граѓански иницијативи. Значи, ние имаме, например, ако споредите со Словенија, која имаме слично број на жители, кај нас да формирате политичка партија, бидејќи ние партизански ја формиравме Левица од почеток, значи со тие бирократски процедури ви требаат 1000 луѓе, претходно беше 500 луѓе, во Словенија, например, требаат 200 луѓе да формирате политичка партија, или, например, референдум, кај нас се енормно високи цензусите, затоа и немаме референдум, 150.000 граѓани за да иницираат референдум. Така што за партија веројатно е идејата да бидат порелевантни субјектите, да нема инфлација на политички субјекти како што има. Не, идејата е да се задржи монополот на големата четворка.
Тоа е идејата да се оневозможи. Например, процесот на формирање партија е голгота. Ви требаат 5-6 илјади евра да формирате партија и сега ако зборуваме за сиромашни структури кои што ние ги застапуваме, стечајци, невработени, фриленсери, хонорарци и така натаму, тоа е ѓаволски тешко да го направите. Например, плюс и бирократски процедури, имате нотарски заверки на изјавите, па имате после вадење на уверение. Зашто да се вади уверение кое истото се докажува државјанство? Тоа е на прв час по управно право се учи дека државјанство се докажува со важечка лична карта. Зашто јас да морам да плаќам на државата уште 150 денар? Значи сите тие механизми се така скроени за да граѓанскиот револт или незадоволство не може да се канализира преку непосредните облици на демократија и се да мора да оди преку месни комитети на партиите. Илиевски повелите. Па јас би да речем потенцирал неколку работи. Значи сметам дека ако една партија која што претендира утре да биде на власт и која што претендира да ја води државата, која што претендира да се занимава со озбилни теми од животот на граѓаните, ако таа партија нема 1000 луѓе кои што би се подпишале да се оформи, тогаш не знам зашто би влегувала во политичка борба. Сепак на крајот на краиштата политичката борба е таа кој што на крајот ќе донеси мандат од страна на граѓаните за да тие луѓе управуваат со таа држава. И најдобар начин пак ќе потенцираме дека ако веќе нешто менуваме, инаку она дали некои документи биле потребни или непотребни, тоа се сложувам дека можда треба да се продискутира, можда има некои натре пропусти кои што се непотребни и чекори кои што се непотребни. Меѓутоа, најдобар начин за да се изрази волјата на граѓаните е мнозинскиот систем. А па Сиев, многу е сложен. Противниците на тој пропорционален систем за кој вие се залагате велат дека е премногу сложен, со отворени листи и дека луѓето тешко го разбираат и тешко се практикува во однос на овој мнозински систем за кој се залага ВМРО-ДПМН, кој е многу едноставен, луѓето гласаат за вас или за вас. Едноставно гласаат за Пасиев или за Илиевски. Не, тој систем, дури и Донтовиот систем, ако гледате теориски е сложен, па ние го имаме. Така што не е тоа оправдувањето, а во однос на она дека и релевантно е да имате 1000 и така натаму, не се сложувам со тоа. Имено, ако гледате статистички, од тие колку сте во коалиција, 16, 17, 20 партии, од тие сите се пајтон партии. Сите тие не можат да освојат 1000 луѓе, па вие, ваши членови од ВМРО-ДПМН, им давате на позаименка кога треба да се пререгистрираат, за да тој процес го поминат. Така што политичките идеи, пазарот политички мора да се релаксира од овие стеги бирократски кои што ги има, за да имаме релевантна дебата во јавниот дискурс. Баш и тоа што вие го рековте, можда за ајде да не ги вреѓаме пајтон партии, меѓутоа со мнозинскиот систем, тие пајтон партии условно речено, не би ни поставиле. Има силни личности, не силни партии. Така, значи ќе имаме силни личности, ќе имаме силно изразена волја на граѓаните за личност кој што треба да ги представува и на еден начин ќе имаме стабилна држава. Значи на тој начин ние ќе имаме стабилен парламент, автоматски ќе имаме стабилна влада и стабилно во тие 4 години мандат кој што ќе ги имат тие луѓе во собранието, ќе може да се посветат на програмата кој што излегле пред граѓаните и за кој што треба да дадат отчет. Само уште две напомени. Левица се залага за забрана за предизборни коалиции. Имено коалицирањето треба да биде допуштено само пост избори за да се оформи влада евентуално, додека предизборните коалиции треба да бидат забранети и треба да се воведе законска одредба во изборниот законник за задолжителна. А не е ограничување на политичко делување? Не е ограничување, затоа што политичката партија сама по себе треба да биде репрезент, а коалицирањето да се остави за постизборно коалицирање и треба да се воведе задолжителна ТВ дебата помеѓу кандидатите, вака да се дебатира, затоа што ние заборавивме што е дебата. ДПМН бега 10 години од дебата, СДС не доаѓа кај вас, они не доаѓаат кај другиве, така што ние заборавивме што е дебата, а политика без делиберативност, без дебата, без изложување ставови, без жестоки судири помеѓу, гледате во цел цивилизиран свет го имате тоа. Тоа не е политика. Значи едните и другите имаат релативно стабилно гласачко тело, 200 до 300 илјади. Така што едните застапуваат 300 илјади, другите 300, останатиот народ кој го застапува? 1,5 милиони луѓе само гледаат како едниве ќе постават тараби пред собрание, ќе ги сликаат со дронови колку се они мокни. Не, излезете на дебата и да видиме тогаш колку сте мокни, за да народот може да
просуди кој сака да го застапува. А тој мнозински модел кој вие го заговарате во вакви услови на пола извршен комитет или цел кога ви обвинет за криминал и корупција е убиствен за вас. Тој 50 години нема да дојдете на власт со тој изборен модел. Не знам кои се стратезите, али тој е убиствен за вас. Да, повелете сега. Значи, како модел, сметаме дека најдобро ќе ги ослика волјата на граѓаните. И се залагаме за тој модел да се спроведи од овие причини. И на еден начин со дебатите што сакате да ги кажете дека ние бегаме или не бегаме на дебати, гледате дека денес сме тука, така да дискутираме отворено за Ама не одите кај овие независни демек медиуми, а овие други па не идат тука оти ги сметаат за прорежимски, ние идеме сегде, кажувам. Добро. Да, тоа е политичкото ниво културата. Сепак си политичка и ние градиме оценка, нова политичка култура и сметаме дека тоа е обврска на сепак си политичка одлука, да речем, на партиите во кој медиум би отишле на дебата, така? Добро, имам уште неколку прашања. Тука предлагам да погледнеме, имам уште еден блок реклами, па се враќаме со финишот на емисијата. Назад сме во студиото со финишот на денешната дебата посветена на уставното уредување, на државното уредување и се разбира на политичкиот систем. Во претходниот дел од емисијата говоревме околу изборниот модел. За жал, сега тоа е веќе решено прашање што се однесува до овие избори. Евентуално таа дебата треба да се продолжи по изборите, доколку се разбира има интерес ке политичките субјекти. Сега го имаме овој модел што го имаме. На 11 декември, здравје Боже, ќе се формира парламентот. Она што ги интересира јавноста и народот е после изборите тензиите да се смират, кризата конечно да заврши, Македонија да тргне по едни помирни води на развој и напредок. Една од главните обврски што не очекуваат ситните реформски приоритети, на тоа практично се обрза и четворицата лидери со Пршинскиот договор, а и се потенцира во сите изјави на меѓународната заедница. Господин Илиовски, мене барем како клучно прашање ми се наметнува дали ќе успееме ние како држава, како општество, вие како политички субјекти да смогнете сили самостојно без странска интервенција да се решат тие реформи што треба да се решат и државата конечно да тргне по да се сврти вниманието кон реалните проблеми на граѓаните. Видите, ние како владаачка партија од цело време пропагираме на еден начин и се залагаме да проблемите си решаваме сами дома. И всушност со парламентарните избори кои што беа во 2014 година и кои што беа кристално чисти, ние почнавме со, како и што пред тоа ги правевме, почнавме со реформски закони, реформски потези во економијата и воопшто во цел општествен живот во државата. Меѓутоа, за жал, овие 2 години опозицијата не држеше во заложништво сите нас и прво со непризнавање на изборите, после со фантомските 500.000 гласови, со непрочистениот избирачки список, со цел куп забелешки и причини зошто тие избори според нив не беа валидни, се донесовме до оваа ситуација да 2 години место се занимаваме со реформи и со промени позитивни во општеството, ние се занимаваме со тоа дали денес ќе имаме избори, дали утре ќе имаме избори, дали избирачкиот список е прочистен или не е прочистен и на крајот на краиштата сепак стигнавме до овие избори кои што ги се одржат на 11 декември и покрај тоа што се докажа дека нити имало фантоми, нити избирачкиот список бил непрочистен, нити пак имало неправилности во процесот на гласање. Така да очекуваме после изборите да се оформи стабилна влада на чело со Бобро Допамане и да продолжиме со реформските процеси во државата. Ние ги респектираме извештаите од Европската комисија, кои што секоја година ги дават за Република Македонија и се трудиме да нашите процеси во општеството ги поправиме во насока на тие забелешки кои што се дадени од страна на Европската комисија. Така да и последниот извештај кој што Прибе, толку виканиот Прибе беше направен од неговата екипа, ние веќе почнавме некои активности и во собранието и во владата да се припремаме за промени во законите, промени во процесите, за да ги приближиме кон препораките кои што се дадени од Европската комисија. Значи, пак ќе потенцирам, сметаме дека проблемите и работите треба да си решаваме внатре во државата, помошта е добре дојдена од Европската комисија, од Европската унија и ќе се трудиме да нашите
активности ги насочиме во подобрување на сите овие законски процедури. Господин Илиевски, ќе завршам со вас со прашањето дали викате че победите, доколку победите, дали може на некаков начин да ветите, да гарантирате или не знам како да го дефинирам тоа, дека ќе влеземе во некакви помирни води, дека ќе се подаде рака на поразениот и дека ќе се слушаат и неговите аргументи. Значи и самиот лидер на нашата партија, господинот Никола Груевски, на последниот митинг кој што беше во Скопје, јасно и гласно кажа дека после изборите време е да се заборават сите тензии кои што владеат во нашето општество и да се свртиме кон помирни активности, кон развој на државата и кон мир, да речеме, меѓу граѓаните. Така да од наша страна тоа сигурно ќе биде протежирано и поддржано. Господине Пасиев, што очекувате по 11 декември? Па очекувам конечно ДПМН да замине во историјата и да не дојде на власт во следните 15 години, затоа што ќе има дезинтеграциони процеси внатре во нивната партија. После изборите се битни три процеси. Прво е процесот на конфискација на нелегално стекнатиот имот, кој е испран и парите се изнесени надвор од државата. Ние предвидуваме незастарување на економскиот криминалитет. Тоа значи ревизија на приватизацијата од 91 па наваму и сите општествени компании кои беа приватизирани за багателни цени. Вториот процес е тотална предлагавте ви, ако не се лажам, за ревизија на приватизацијата. Да. Тоа вториот процес е тотална дебирократизација на државата, значи укинување на сите овие квази управни органи кои сакаат да имаат судски надлежности, илустрацијски комисии, комисија за слободен пристап до информација и така натаму. Сите тие треба да се унифицираат и да влезат под капата на народниот правобранител како фронтмен во заштита на човековите права. И за некои регулаторни тела исто имаше некои задачи. И третиот процес е процесот на денормативизација. Имено ние треба комплетно да надминеме оваа фетишизација со седан регулираме. Нашите закони почнаа да личат на учебници со томови. Не знам од кај е таа напас на владеачката партија, дури и програмата име во томови. Значи 500 страни, не верувам дека некој обичен член ќе ја прочита таа програма. Значи мора да ги денормативизираме. Тоа значи од сегашните, карикирам, 1500 закони да останат само 500 кои ќе бидат читки и да се изврши кодификација на приватното право за да се воведе правна сигурност. Тоа значи да се донесе граѓански и трговски законник као пандан на кривичниот законник. Добро, ви благодарам на двајцата што бевте мои гости, ви посакувам успех на изборите, па да се видиме во следната дебата како пратеници. Ви благодарам на поканата. Вам, почитувани гледачи, благодарам за вниманието и што вечерва бевте со нас. Останете со нашата програма, следува новиот информативен преглед во 22 часот. Во него се разбира и последните пораки од вечерашните митинзи. Од мене довидување.